за давањето. Тогаш еден богат човек рече: говори ни за давањето. А тој му одговори: кога давате од вашите својни, давате многу малку. Вистински давате тогаш кога давате од самите себе. Оти што се вашите својни, ако не работи, што ги чувате и вардите од страв да не ви затребаат утре? А утре? Што ќе му донесе утрешниот ден на мудриот пес, што си закопува коски во песокот неразгазен, следејќи ги аџиите кон светиот град? Та што е стравот од насушноста, ако не самата насушност? Зар стравот од жетта при полн бунар не е жетта незгаслива? Некои имаат многу, а даваат малку. Даваат заради признание. Та оваа потајна желба ги лишува даровите од добродетел. А некои имаат малку и го даваат сето. Веруваат во животот и во изобилието на животот, та нивното кесе никогаш не е празно. Некои даваат со радост и радоста им е награда. Некои даваат со болка и болката им е краштавање. А некои даваат и давајќи болка не сеќаваат, ниту радост бараат, ниту даваат свесни за доблеста. Даваат како што миртата во долината ја испушта својата мисковина во етерот. Токму низ нивните раце Бог ни зборува и низ нивните очи на земјата им се усмевнува. Убаво е да давате кога ви бараат, но уште поубаво е да давате кога не ви бараат, ами низ разбирање. А за дарежливите раце, потрагата по оној што прима е поголема радост од чинот на давањето. Та има ли нешто што не би го дале? Се што имате, еден ден ќе биде дадено. Та затоа давајте сега, ваша да е добата на давањето, а не на вашите потомци. Често пати велите: би дал, но само на заслужните. Та родните дрвца не велат така, ниту пак стадата на вашето пасиште. Даваат за да живеат. Оти не давајќи, ќе згинат. Оти оној што си ги заслужил своите дни и ноќи, безбели заслужува се друго од вас. А тој што заслужил да се напои од океанот на животот, заслужува пехарот да си го наполни на вашиот извор. Та има ли поголема заслуга од она што се крие во храброста и увереноста, та дури и во добродетелта на примањето? И кој си ти? Та луѓето да си ги отворат градите и да си ја разоткријат гордоста, за да им ја видиш душата соголена и гордоста нескриена. Прво, прашајте се дали сте вие достојни да давате и да бидете орудие на давањето. Та впрочем, животот му дава на животот, а вие, што за давател се сметате, сте салсведоци. А вие примачи, та сите вие примате, нека не ве притиска бремето на благодарноста, за да не си ставите јарем и на себе и на оној што дава. Ами воздигнете се заедно со него на крилјата на даровите негови. Оти преобзирноста кон долгот е сомневање во великодушноста на оној кому мајка му е земјата штедра, а татко Бог.